За платформа која што е направена во друга држава од друг премиера е наменета за формирање влада во Република Македонија не може и не смее да се дискутира, посочува членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН Никола Тодоров во телевизиско интервју за телевизија Телма. Тодоров истакна дека не е прашањето што има во тиранската платформа, туку каде е направена и како тоа влијае на независноста на Македонија. Не е прашање што има во таа платформа. Прашањето е каде таа платформа е направена и како таа платформа влијае на независноста и самостојноста на Република Македонија. Односно, дали ја става во подредена состојба или во подредена положба, го става суверенитетот, интегритетот и независноста на државата. Не може и не смее да се дискутира за платформа која што е направена во друга држава, од друг премиер и е наменета за формирање на влада во Република Македонија. Платформа која што е направена во Албанија, во Тирана, од премиерот на Албанија се однесува на тоа каков став треба да заземат сите албански партии во Македонија со цел формирање на влада. Тоа е директно мешање во внатрешните работи на државата и за таква платформа принципиелно не треба да се дискутира. Тодоров додава дека ВМРО-ДПМН е за време на преговорите со ДУИ не разговарале за тиранската платформа, а од друга страна СДСМ и ДУИ се договориле за прифаќање на сите одредби од платформата. Тоа е дециден е Тодоров клучната разлика помеѓу договорите меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ и СДСМ и ДУИ. Побитно е што СДСМ и ДУИ се договориле. Затоа што тоа што ВМРО-ДПМН и ДУИ разговарале за формирање на за формирање на владино мнозинство и за што разговарале, најдобар одговор е тоа дека не се договориле. Во тој, ако направите една паралела, ќе видите дека во првиот период на разговори помеѓу ДУИ и СДСМ воопшто немаше вакви тензии и вакви дискусии. Дискусиите и тензиите почнаа од кога се дозна дека СДСМ ја прифатила платформата која што е направена во друга држава и која што е заверена од друг премиер. И тогаш започнаа сите дискусии или тензии во општеството. Во ниту еден момент, ниту од страна на ВМРО-ДПМН, ниту од страна на ДУИ, во текот на разговорите помеѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ, не беше споменато дека ВМРО-ДПМН ја има прифатено оваа платформа. Од моментот кога се дозна во јавноста дека СДСМ ја прифатиле платформата, тиранската платформа, од тој момент почнаа и сите тензии во јавноста. Тодоров додава и дека за време на преговорите меѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ ниту еднаш не се спомнало дека ВМРО-ДПМН ја прифатиле платформата, а од друга страна пак портпаролот на ДУИ Бујар Османи изјави дека СДСМ ја прифатило истата.